И сега е време за нашиот втор гостин. Имаме чест и задоволство преку видеомост да одиме во Велес, во градот на гемиџиите, градот кој што на вистина воодушевува со сите иницијативи и со сето она што како негова одлика, традиција, култура, препознатливост и белег Велес знае тоа на маестрален начин да го изведе. Голем поздрав до старешината на извидничкиот одред Димитар Влахов, Ангелче Гушев, кој што ова утро во Велес го имаме. Добро утро, Ангелче. Добро утро, поздрав до гледачите на Алфа телевизија. Да, секоја чест што по 24-ти пат правите нешто кое што не го обединува само Велес, ја обединува цела Македонија и за ова се слуша многу надалеку. Регатата, Вардарската регата Гемиџии 2024 е подготвена да заплови за некој ден. Кажете ни нешто повеќе за подготовките и за како оваа година ќе ја реализираме целата програма. Значи вака, Вардарска регата Гемиџии 24-та поред. Регатата е започната многу одамна, од некаде 70-тите години, па има мал прекин и во новиот турист на организирање ова е 14-та, но ние континуитетот на Вардарската регата ја здржаме за 24 регати организирани на територијата на Република Македонија. Но треба да нагласам дека оваа година 24-та регата, која што ќе заплови во четврток на 20 јуни во 9 часот, за прв пат од Велес заминува до Солун. Значи, Вардарската регата Гемиџии е една градска манифестација која што е поддржана генерално од општина Велес и голема помош веќе добивме и уште една голема образовна институција во Република Македонија, Универзитетот Скопје, од ректорот Ација Пиленковски, кој што ја препозна оваа активност како голема активност со голема историска важност. Зошто ја правиме сета оваа регата? Значи, во овие години кои што помина, сакаме да дадеме голем акцент на она што направиле велешките трговци гемиџиите кои што тргувале од Велес за Солун. Сакаме да дадеме втор акцент еколошката состојба на реката Вардар, бидејќи многу е лесно да го гледаме Вардар од автопат, од како патуваме, но кога би влегле во реката Вардар ќе ги видиме сите и негови загрозувања кои што се случува уназад години додека беше индустријското производство многу развиено. И на крај сакаме да со тоа што ќе заминеме за Солун оваа година прва да направиме една меѓугранична соработка, едноставно да ги поттикнеме и европските вредности на оваа регата, односно тоа е една вид на подавање на рака помеѓу луѓето од град Велес и луѓето од град Солун, односно помеѓу нашите две држави. Браво! Секоја чест, ова е навистина за огромен поздрав. Предпоставувам дека за сите овие 20 години или активни, како што рековте вие 14, се случуваат промени по течението на реката Вардар. Што сте забележале како промени? Јас искрено да ви кажам, значи убаво вие го потенцирате. Секоја година Вардар се различен. Значи, природата се го прави своето, човекот го прави дупло од природата, значи има максимално загрозување на екологичната состојба на реката Вардар, така наречените сепарации кои што го ископуваат природното богатство од реката Вардар, го променуваат текот на течението на реката Вардар. Со самите ископи се губи обработливата површина во сите региони од каде што поменуваме, барем во Георгија, сега ќе го видиме и состојбата и во Грција веќе каква е, затоа што ние како организатори, извиничко Димитар Влахов, бевме 5 пати на увид на теренот во реката Аксиос, односно во реката Вардар, од граница до делтата, каде што се влива реката Вардар во Егејското море. Сакаме да кажеме дека едноставно реката Вардар е многу интересна и во грчкиот дел, во овој дел кај што испаѓаме на отворено море, бидејќи тука Вардар се дели на 8 крака, делтата е голема, многу е тешка од причина што немаме пристап со теренско возило, туку мораме само по вода, не можеме да добиеме никаква поддршка.
Последните 8 километра е резерват за птици, за природен резерват во Грција, претворен е вливот на реката Вардар и ние како луѓе кои што ќе реализираме оваа вардарска регата, нас е најважно да успееме да спадаме на отворено море, да пристигнеме до црквата Свети Никола. Тоа е уствари последната точка каде што бил и претоварниот центар на блешките гимиџи, кај што оставале робата во Солун и од тука се продавала и према Африка и према Блискиот Исток. Влегуваме на отворено море со чамците за прв пат. Значи нашите пријатели, а ќе бидат гости до граница, нашите пријатели грци ќе не превземат на отворено море со две галии и со две галии. Треба да пристигнеме во центарот на Солун. Значи, една активност која што едноставно е препозната и од институциите во град Велес и од Република Македонија. Сакаме да напоменеме дека Општина Велес максимално дава поддршка на работа, но многу ни е важно што и Универзитетот Скопје, поради нешто факултет за ugostителство и туризам, со ректорот Асе Миленковски, дава поддршка, ја препозна активноста, бидејќи преку ова ние го развиваме и транзитниот туризам, ја го представуваме и можноста за развој на една убава регата, која што ние како регатджи, да кажем, се восхитуваме на оние регати во нашето обложување, а не можеме да се го направиме. Кај нас ги имаме тие прекрасни можности. Сакаме оваа регата да има едно многу по интернационално ниво, да не посетат гости кои што ги посетуваат Дринската, Савската, овие регати во обкружувањето. Така да, целта ни е да го подигнеме степенот на туризмот, на дружењето и едноставно, кој што кажав, развојот на европските вредности поминати нашите две држави. И покрај тоа што ги знаеме сите генерално нашите состојби со Република Грција како било, ние можам да напоменам дека немаме никаков проблем во реализацијата на вардарската регата со нашиот јужен сосед. Имаме безпрекорна поддршка добиваме од нашите партнери во Република Грција. Така да, многу луѓе смета дека овој потек нема да ни успее, но за жал подадената рака максимално ни овозможи да ја избуткаме оваа 24 регата да стаса во Солун, кој беше Солун на многу велешни кои организирале оваа регата. После 121 година се надеваме дека ќе го оствариме сонот и на гимиџиите и на оние кои што ги организирале овие регати, кои што напомнам започнувајќи таму некаде од 70-тите години кога почна да организираат вардарска регата. Да, браво за секој еден. Сакам да се заблагодарам на Вардарскиот плански регион кој што едноставно ни дава поддршка. Вардарскиот плански регион го обединува течението на реката Вардар, односно тука имаме голема поддршка од општина Градско, од општина Готино, од општина Демир Капија, од општина Гевгелија, кои што едноставно и самите општини се вклучени во организирањето на овој настан, бидејќи сами не можеме да го направиме тоа. Исто тука ние имаме голема поддршка од Министерството за одбрана, која што ни го стапи дел од НАТО кампот во Кривола, каде што ќе пренокуваме првиот ден, вториот ден пренокуваме во Демир Капија, третиот ден стасуваме во Марвинци, се префрламе во Евзони, од Евзони го започнуваме грчкиот дел, од Евзони паѓаме према Поликастро, од Поликастро одиме кон местото Акропотамис и од Акропотамис на 24-ти стасуваме на отворено море во Егејскиот дел. Секоја чест, кажете ни, откриете ни колку членови брои нашата регата. Така, значи, од самата нова настаната состојба со имање, немање документи, во македонскиот дел до граница на Република Македонија ќе возат некако околу 60 регатджи, а понатаму другите околу 35 продолжуваме во Република Грција. Браво. Така, оваа година може бројката е мала, но сепак сакаме само да ја пробаме трасот и да ја видиме можности да го добиеме искуството за наредните години, бидејќи ова не е само за еден, сакаме да ја го поставиме и да го дигнеме рейтингот на оваа регата од типот на Галичката свадба, Мавровскиот куп, значи да биде
Вардарската регата биде бренд на Република Македонија. Се надевам и верувам дека ќе биде така. Како сме подготвени на само 3 дена пред поаѓање? Вака, значи генерално ние на 20 јуни во четврток од клубното место Малоче паѓа 9 гумени чанти. Гемијата, дрвената гемија која што ја имаме, не можеме да ја носиме затоа што веќе ќе се мине преку граница, малце административните работи ни се проблем, но одиме со 8 до 9 гумени чанци до граница на Република Македонија, после продолжуваме околу 6. Значи, не е мала бројка, многу сме загрижени од временските услови, баш во ударниот дел е максимално голема температурата, околу 40 степени. Водостојот се благодарејќи на електростопанство на Македонија добиваме поддршка кој што ќе ни пуштаат дотурна вода и ќе не прати таа вода до граница на Република Македонија, со границата со Грција. И мислам дека тој дел, физичкиот дел на реката Вардар ни е подкрепен, со вода и можеме да возиме без проблеми, додека во грчкиот дел Вардар е многу низок и да би се добри условите, но се нашите тловната опрема е максимално подготвена, проверена. Тие се гумени чанци кои што нема можат лесно да го совладаат, да ги совладаат тие мали препреки кои што ги имаме, мислам препреки низ мали од водостои на реката Вардар на грчка територија и се надеваме дека сите здрави и живи на 25 ќе дојдеме во Солун. Да. Ќе очекуваме добри вести, ви посакуваме добро време, добар ветар и се што е потребно добро да ве следи, добра среќа. И се разбира... сакам само да дадам апел како што се појави, како што не препознаа многу покри тоа што општественостниот генерален покровител, како што не препознаа Универзитетот Скопје, да ги повикам сите оние институции кои што може да дадат поддршка на оваа регата, да не контактира секаква помош, ние од голема помош. Да. Јас верувам дека оваа приказна ќе ги допре сите добри луѓе, добри македонци, луѓето кои што држат до вистинските вредности, а за вистински вредности сите ние се бориме и се залагаме. Поздрав до сите членови на регатата, поздрав до велешани кои што секогаш умеете да го испочитувате она вистинското, исконското. Што ни овозможите да се вклучиме на ваков начин да ја промовираме регатата на вашата телевизија. Ние и предните години сме биле гости на вашата телевизија, секојаш оваа телевизија ни дава простор и време да ја промовираме регатата на вашата телевизија. Благодарам многу. Задоволството е наше. Верувајте ни, во четврток наутро ќе ви посакаме среќа, бидејќи и нам рано ќе ни почне денот. Почит до сите вас и се разбира, ве чекаме со убави вести. Ете, тоа беше... Благодарам многу. Тоа беше Ангелче Гушев, старешината на извидничкиот одред, Димитар Влахов и 24-та Вардарска регата Гемиџи 2024.